Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Се извинуваме за доцнењето на собрајкиот во Скопје, таков каков што е. Градот станува се потежок за работење. Нашите гости ни треба у 5 да почнеме да доаѓаме за да почнуваме на време. Тоа е што е, но уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцовски. Ивица, нас гости ново утре. Наш гости ново утро е подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, пратеник во Македонското собрание и шеф на парламентарната делегација на Македонското собрание при Советот на Европа. Добро Има и утро. уште многу детали, имам ли тука да запреме, може? Добро утро. Благодарам на поканата да и ги редиме. поздрав на сите кои што не слушаат и кои што еве денот ќе го започнат со овој наш разговор. Николовски, одамна го договараме интервјуто, така сега нема да ве пуштиме така лесно. Со задоволство. Ќе ви ги поставиме сите прашања. Ќе почнеме со од вчера. Имавте вие вчера една пресконференција каде што објавивте еден нов корупцијски скандал. Да ја прашам искрено, верувате дека корупцијскиве скандали кои ги објавувате имаат ефект, затоа што на сите им е јасно нели како функционира цела ова работа сиве овие години. Ако седнеме све да анализираме секој тендер нивни, ќе најдете внатре во нив огромни пропусти. Па, ако мислите дали има ефект кај овие кои што се ударени на крадење, веројатно во моментов не. Ако мислите дали има ефект кај народот, секако дека има. Најголем ефект има кај истражните обвинителски и судски органи по промената на власта на 8 мај. Затоа што ќе има сериозна одговорност. Она за што зборував вчера и ќе зборувам во периодов кој што е пред нас. Апсолутно ќе најде на една сериозна истрага и доколку инициите кои што изнесов во јавност се покажат како вистините, тоа ќе има и сериозна одговорност, затоа што се работи за огромна злоупотреба на државни средства. Што се случило? Па, еве, ако ми дозволите неколку минути, беше направена во последно време најголемата јавна набавка за ископ на јаловина и јагнен во рек Битола, за да им е поблиску на слушателите електричната енергија која што ние сите ја користиме и во моментов 80% се произведува во Битола, во рударско-енергетскиот комбинат и се произведува во термоелектрана, односно таа термоелектрана за да произведува електрична енергија користи јагнен како гориво. Тој јагнен се копа од рудници кои што се во близина на Битола и во близина на рударско-енергетскиот комбинат и истиот после тоа се согорува. ЕЛЕМ или по ново ЕСМ, значи Електрани на Македонија, секоја година ангажираат компании кои што треба да помогнат на она што е основна механизација на ЕЛЕМ со цел да успешно се заврши работата. Но проблемот овдека е што сумата и висината на последните неколку тендери, затоа што не е само овој е најголем, е толку висока што или едната варијанта е дека ЕЛЕМ ништо не работи и работат само овие приватни компании, што е проблем сам по себе, затоа што на тој начин производството на електрична енергија е многу поскапо, или втората варијанта е дека не се работи домаќински, односно се краде. А инфлацијата да може би поскапело копањето, работната сила. Ќе стигнеме и до тоа. Во двете варијанти сметките на слушателите кои што не слушаат утрово се многу повисоки од тоа што беа пред неколку години и за тоа не е виновна нити короната, нити војната во Украина, туку е виновно крадењето. Тоа е многу сериозна тема. А причина зашто е виновно крадењето е затоа што во Македонија најголем дел од струјата која што се троши и 100% од струјата која што се троши во домаќинствата и кај малите корисници, значи надвор од големата индустрија, е произведена во Македонија. И на неа на ниеден начин не влијае било која светска, европска, регионална или било каква криза, затоа што струјата во Македонија за домаќинствата се произведувала и ќе се произведува во неколку хидроелектрани, во рек Осломеј, кај Кичево и во рек Битола. Таму е кај се произведува македонската струја и доколку се работи домаќински, овие поскапувања кои што некаде одат и до дупло од претходно, значи ако некој граѓанин платил 2, сега плаќа најмалце 4, а има и граѓани што платиле 2, сега плаќаат и по 5 и по 6.000 денари сметки, се резултат само на ова епско крадење.
Имено овој тендер кој што го презентира вчера оди повторно на истата компанија која што ги добива сите претходни тендери, тоа е омилената компанија на власта за крадење, наречена Марковски компани. Самото име веројатно многу кажува за профилот на компанијата, значи не е тоа некоја 200 годишна компанија која што има традиција на работење, туку е човек фирма која што низ лавиринтите на македонската транзиција се издигна во изминатиот период и е далеку од некој врв кој што заслужува да добива такви тендери. Само она што го презентира вчера е тендерот фантастични, неверојатни 46 милиони евра. Повторувам, само за ископ на јаглен, оваа компанија доби само на овој тендер 46 милиони евра. За колку време? За 18 месеци. Да го поедноставам тоа за граѓаните, ако едно средно училиште да се изгради во Македонија во просек чини околу некаде 1 до 1,5 милиони евра, зависи од големината, ова е некаде 40 на средни школи да се изградат, имајќи предвид дека во Македонија има 90 средни училишта, тоа значи дека скоро половина од средните училишта би можеле да се заменат во државава и да учат децата во нормални, а не во субстандардни услови, само со еден тендер за Марковски компанија. Она што е исто така спорно е како само оваа компанија добива, иначе незиниот собственик Борче Марковски е почесен конзул на Белорусија, чисто заради геостратешките релации на оваа влада, која што се лупа огради за Америка и за Европа, ама се утепа од крадење со Русија. Но за мене тоа е помалце битно, побитно е крадењето. За да имаат впечаток слушателите, треба да знаат дека понудата која што е прифатена е за 30% повисока од следната понуда. Значи, повторувам, не за 3, за 30% е повисока оваа понуда, споредено со понудата која што била пониска, или ако одземете од 46 милиони 30%, тоа е некаде околу 13,5-14 милиони да заокружиме, само со поскапата понуда би можело да се изградат некаде 12 до 14 средни училишта. Она што е интересно е дека оваа понуда која што е прифатена, таму цената оди во, сега малце тоа стручна категорија, така наречени гигаджули, тоа е калориска вредност која што се копа на јагленот. Оваа цена која што е прифатена е 129,7 денари, значи 130 денари, а следната најниска цена била од 100 денари. Значи, разликата е, повторувам, цели 30%, тоа се јавно... Не добил тој поевтиниот, добиле они. Да, еве, не знам сега камерата колку може да фати. Тука јасно е и едната и другата цена. Значи, сега е во ред, да. Пишува која е најниска добиена понуда и која е највисока зошто не добиена одбрана понуда. најниската? Значи, убаво пишува, највисока добиена понуда е таа која што добила, најниска добиена понуда е таа која што не добила. Тендер треба да победи таа што е најниска. Се пријавиле 3 компании на овој тендер, за да нема електронска аукција, затоа што во право сте треба да добие најниската. Двете други се елиминирани со некакви технички забелешки, иако се работи за два други гиганти, многу поголеми од ова. Едното е градежното предпријатие Пелистер од Битола и вториот е Гранит, не треба да објаснуваме. Значи, ги исклучуваат Пелистер и Гранит и добива Марковски компани за 30% повисока цена. Она што исто така е многу интересно е што владата на седница од 28 декември 2023 година носи одлука, ќе ја цитирам, се укажува на акционерското друштво за производство на електрична енергија во државна собственост во интерес на рационализација на трошоците во наредните 6 месеци да не ги реализира тековните и предвидени набавки за ископ на јаглен и помошна механизација, како и за секоја набавка над 30 милиони денари, околу 500.000 евра, да информира владата пред да донесе соодветна одлука. Значи, ова владата го носи на 3 дена пред Нова година. Ова практично значи дека владата сама признава дека не и требаат компании за ископ на јаглен, дека има самата електрани на Македонија доволно капацитет, прво, и второ, дека секоја набавка над пола милион евра треба да се контролира. За само после месец и половина да помине набавка од фантастични 46 милиони евра за ископ на јаглен, како што кажав. Сега се поставува логичното прашање како е тоа возможно. Возможно е затоа што оваа одлука после месец дена владата ја укинува
И она што се зборува во политичките кулуари е дека ова е дел од дилот помеѓу СДСМ и ДУИ, каде што на СДСМ останува рек Битола, а на ДУИ ќе оди увозот на јаглен, затоа што покрај овој домашниот што ќе се копа и ќе се увезува јаглен, нешто за што се спрема набавка во следниот период. И Во еден од последната случаите на СЈО беше предходно, нели, се гоне да не ги именуваме и лицата и се луѓе кои работеле на тендери од рек Битола, тогаш цените беа 44 дена, 35, 50, максимум еве. 44 е најниската цена за која едно лице има завршено во затвор. А вие ми изборувате сега за цени од 130 денари. 130, значи за 110 денари е зголемена од 2016-17 до денес, значи помножено со 3 отида на цената. Тоа е одговор зошто цената на електричната енергија е таква каква што и зошто во Македонија ништо не се гради. Луѓето се прашуваат кај одат 5 милиарди евра буџета, никој не ги гледа. Еве сега кај поговорим одат. за цената. 44 било во време на ВМРО ДПМН и имало корупција според власта и осудени лица имаше и така натаму. По мене има А и сега е пута 3. побитен момент. Секогаш нели конкуренцијата го прави пазарот. Еви да не одиме на тие цени. На овој тендер вие имате 30% поевтина понуда која што не се прифаќа. И финално една провокација, вчера ја поставив на пресконференција, пред да ја кажам, морам да кажам дека ова е една од ретките мои пресконференции или јавен настап после која што никој не се огласи. Значи нити имаше демант. Да не зборуваме закани за тужби за клевета. Нити имаше демант од владата, нити имаше демант од Електрани на Македонија, нити имаше демант од рек Битола, нити имаше демант од СДСМ, за ДУИ да не зборувам, нити од било кој од лицата кои што ги споменав. Значи, громогласна тишина имаше вчера, но она што го знам е дека врвни представници на власта се јавувале кај ваши колеги уредници на големи медиуми во Македонија и собственици на медиуми во Македонија да ги замолат мојата пресконференција воопшто да не се емитува или да се емитува во подолниот дел од вестите како би допрела до помал број граѓани. Исто да се случуваше и со голем број на веб портали, па така например вчера можеа да се видат 3 вести од едно интервју, но не можеше да се види мојата пресконференција на агрегаторот на вести ТаймМК например, кој што нели е најголем агрегатор на вести и се промовира, гледам особено по Твитер како голем борец за против корупцијата, ама некако оваа тема не му беше интересна да ја споделува. Ти ќе ви рече дека е алгоритам во праша. Да, сигурно. Алгоритам во кој што веројатно пишува Николовски да се трга секогаш кога ќе добијат повик од СДСМ или од оној кој што е засегнат од она што го зборувам. Но јас се продолжам да зборувам и еве повторно сакам една провокација да направам утрово. На договорот на овој тендер има 5 потписи од страна на рек Битола, едниот е на директорот Пеце Матевски и под него се потпишани 5 лица: Златко Алексовски, Драги Крстев, Владо Котевски, Димитар Петковски и Васко Јосифовски. Ова е тој документ. Добро. Сакам да ја прашам овие 6 лица. Која е причината што со месеци не сакале да го потпишат тендерот и наеднаш минатиот петок решија да го потпишат? Пред избори. Исто така, сакам да ја прашам, која е причината што вечерта биле разрешени, а сабајлето биле повторно именувани овие лица? И сакам да ги прашам, која е причината што се толку храбри и се оглушија на јавната опомена од претседателот на ВМРО ДПМН Мицкоски, кој што кажа од Кавадарци дека ќе се случи ваква работа и дека одговорност има. Дали една од причините е разликата од 30% помеѓу повисоката понуда која што добила и пониската понуда и колку од тие 30% има завршено кај овие 6 лица? Еве, ги прашувам да одговорат, ќе кажам повторно имињата: Пеце Матевски, Златко Алексовски, Драги Крстев, Владо Котевски, Димитар Петковски и Васко Јосифовски. Која е причината за тоа што ги ставиле своите потписи и наеднаш го промениле собственото мислење? И да им кажам дека ќе им се испита работата до точка и до запирка, комплет ќе биде се испитано и доколку има криминал
има одговорност. Ниеден адвокат, суд и обвинителство нема да ги Само да повториме, господата треба да одговорат и која била таа драма, каде што вечете биде разрешени, утринато самнале повторно именувани. со На подпишен истите тендер. позиции на кои што се и после тоа го подпишале тендерот. Добро, значи некоја драма имало обитело. А, сериозно, ама еве тие некој одговор. Ја така еднаш у фирма сите ги имам избркано, после ги терав мотивациони писма и ви да ми пракат, па ги врати. Ама не беше ради те. Значи, ова не е единствен во моментов гледаме дека тежиштето на стручната јавност е околу проектите од енергетиката. Значи, во Македонија сите оние кои што држат до свој збор како машински електроинженери, енергетичари, го дигнаа својот глас не само за овие флагрантни кршења на ова е дури, како да кажем, многу приземно, многу подло, така? Туку и околу овие проекти кои што се сега во собранието, како Митилинеос, како тие соларните централи и така натаму, стручната јавност е возбудена, реагира, општата јавност го прифаќа тоа што тие го кажуваат. Која е позицијата на ВМРО ДПМН во однос на сите овие проекти кои што се влезени во или не се влезени, не знаеме веќе ни каде се во собраниска процедура? Јас слушнав еден љубител на офшор дестинации за собствени или сметки на собствени блиски, иначе високо позициониран член на владата, кој што кажа дека причината зошто ги пуштаат овие стратешки инвестиции е затоа што владата сама не можела да инвестира во енергетски комплекси, а причината зошто владата не можела да инвестира во државни енергетски комплекси е повторно короната. Веќе луѓето на мајтап ги фаќаат, нели, за се им е вино на короната. И дека многу средства се потрошиле во корона кризата. Но ова што го зборував досега за работењето во рек Битола, слично и во рек Осломеј, односно генерално во Електрани на Македонија, е најдобар доказ дека не е така. Односно причината зошто Македонија нема средства за собствени инвестиции во енергетиката е бруталниот криминал или народски кажано крадењето. Нема друга причина. И плюс финансиски буџетот, ако го гледате, нас капиталните инвестиции, тоа што е ставка за капитални инвестиции, ни е заглавена во проектот Бехтел и Енка. Точно. Сега, да се вратам на овие така наречени стратешки инвестиции. Се поставуваат неколку логични прашања таму. Прво, зошто, доколку владата смета дека е добра, не се постапи како што се постапува во секоја нормална ситуација, а тоа е владата да распише тендер за изградба на еве, например, гасна централа или соларен парк, со јавно-приватно партнерство, каде што ќе се надпреваруваат понудувачите кои ќе понуди подобри услови на државата. Еве, на тој начин нема државата да троши пари, а ќе добие подобра понуда. Тоа е првото прашање. Второто прашање е, што ќе се случува со, еве, откако би се изградили овие соларни централи, периодот кога нема сонце? Ова е наједноставно објаснување за слушателите да знаат. Затоа што електрична енергија мора во континуиран период од 24 часа да има достапна иста количина, од причина што системот не знае кога вие дома ќе запалите светло. Дали во 11 часот или во 4 часот наутро. Уште повеќе за индустријата планирање има таму. Има базна енергија, Наједноставно го има објаснам. базна енергија и тие што ја дополнуваат. Што се случува во периодот кога нема сонце? Како што кажа Златев, треба да се надополнува и кој ќе го тоа надополнува. Третото прашање, повторно од легален аспект, е доколку мислат дека овие стратешки инвестиции се толку добри за државата, зошто премиерот, викал се Талат Джафери или претходно Димитар Ковачевски или претходно Зоран Заев, или вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, не си остават својот подпис на овие договори, не ги подпишат овие договори, па се знае кој е одговорен, а наместо тоа кукавички пуштаат закони во собрание, кои што изгледаат отприлика вака. Со овој закон се уредува стратешката инвестиција на инвеститорот XYZ, член 1, член 2, во продолжение на овој закон имате анекс во кој што е вметнат договорот, член 3, законот стапува во сила 8 дена по подпишување на Затоа што пратениците законот. не може да имаат кривична одговорност за она што ќе го изгласа. На тој начин тие мислат дека се штитат самите себе за подписот кој што ќе остават.
ако е толку брилјантна добра работа, нека се потпишат. Што има да ги пуштаат во собрание? И самото тоа што закони за инвестиции се праќаат во собрание е малце и уставно спорно, затоа што не е надлежност на собранието да носи закони со кои што се уредуваат поединечни индивидуални инвестиции. Исто така, треба да се произнесе Комисијата за заштита на конкуренција, затоа што ова се инвестиции со државна помош. Не се има произнесено, а исто така не смеме да заборавиме дека ние сме и официјално во предизборен период, затоа што се распишани и формално и претседателски и парламентарни избори и не смеат да се носат одлуки, нити да се прават било какви постапки на власта кои што имаат финансиски импликации, односно исплата на средства. Така што кога ќе ставите сето ова во контекст, сваѓате дека се работи за комбинација на неспособност и криминал. Добро, оно што стручната јавност го тврди е дека со ова финансиска рамка инвеститорите го отплаќаат тоа за година-две и се постава прашањето зашто електрани на Македонија не влезе во тој проект ако е таква математика. Затоа што Ивица денот има 24 часа. Во тие 24 часа се знае колку часа еден човек може да работи и или ќе потроши тие часови за да договара со почесниот конзул на Белорусија Борче Марковски. Борче Марковски е доказ дека денот има 24 часа. Неговите камиони 25 часа имаат копано во тек на еден ден. Тоа е веќе исто така дел од криминалот, но или времето ќе го потрошите на договарање на криминални тендери или ќе го потрошите на работа, вие го трошите на криминални тендери и на после тоа крадење од тие криминални тендери. Јас повторно велам. Мене скоро и да не ми се случило да имам јавен настап и да нема никаква реакција за мојот јавен настап, макар и вака под председателство нормално е да макар и лично да ми исплюкаат. Многу често кога немале што да кажат, затоа што јас не си дозволувам да излезам во јавност без факти, години венана за тоа го потврдија дека се што сум кажал се покажало како вистинито, но дури во такви случаи тие ме исплюкале лично мојата политичка партија и така натака. Овде ни тоа не собраа храброст да го направат, што значи дека се сите свесни таму дека се живи фатени во криминал. Најдобар доказ за тоа е што целокупниот врв на СДСМ со исклучок на неколку луѓе кои што имаат директна лична финансиска корист од овој тендер, јавно зборуваат за ова што јас го кажувам, со тоа што тоа јавно зборување кај нив е по маси, по состановци и така натака, а моето е во јавност пред медиуми, ги охрабрувам да излезат јавно и да кажат дека ова што го зборуваме точно и да ги споделат и тие работите кои што ги знаат. Всушност јас и мојот вчерашен настап и ова што го зборувам денес, а да најавам ќе зборувам јутре, е исклучиво подкрепено со документи, јас само читам документи. Не кажувам мои ставови, не кажувам мои претпоставки, само читам документи еве вторден и поставувам прашања, најавувам дека ќе продолжам и утре со нови сознанија, поврзани исто така со работењето на Регбитола и на овој почесен конзул. Ајде да се вртиме на една така тешка дневна политика и за се оно што се случува на македонската политичка сцена. Важна е корупцијата, почнавме со неа, но полека ако не ви смета да ја смениме темата. Николовски, имаме една ситуација во која СДСМ најавуваше Европски фронт, но некако ништо од тој фронт. Дуи има кандидат за председател, Алијанса ќе има кандидат за председател. Па, знаете како... А тие рекоа дека сите ќе ги соберат и ќе заседат за Стево Пендаров. Ако повлечете на една црта, земете еден бел лист хартија и повлечете црта и на левата страна напишите пропаганда, на десната напишите реалност и видите дека ништо од пропагандата на СДСМ и на ТУИ не успеа. Ти набрам неколку работи. Ја една ми текнува дека вие ќе гласате за уставни измени. Тоа сега почна. Цела пратеничка група на ВМРО ДПМН ќе гласаше за уставни измени. Па после Печевски бе. Па пола пратеничка група на ВМРО ДПМН ќе гласаше за уставни измени. Па 8 пратеници ќе гласаја, па 6 пратеници ќе гласаја, па 20 ќе гласаја, па 1 ќе гласаше, на крај не гласаше никој. Тие дојделе шпанци, американци, вонземјанци и така натака да не притиснат и кој ќе дојделе готово утре ќе сме гласале
се чекаше еден странски представник минатиот август, друг во октомври и да не ги бројам сите. Да, сите ги Ништо- чекавме. Ништо од тоа, Да. од тоа не видно. Следно, ќе го делеа ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН нели ќе беше поделено помеѓу ВМРО ДПМН и она што беше крило на Сашо Мјалков. После тоа, Никола Груевски ќе го враќаја, ќе го преземал ВМРО ДПМН, па немало да презема ВМРО ДПМН, ќе вадел собствени листи и така натака. Па Данела ќе го По пред. реалноста, што се случи? СДСМ се подели. И сега имате СДСМ, и имате Максим Димитриевски, и имате Бранко Црвенковски. Имате три структури, од кои што две се формални и една е неформална. Понатака, имаја заеднички листи во некој си така наречен Европски фиктивен фронт на СДСМ, ДУИ и Алијанса. На крај, власта ќе излезе со 6 листи, ВМРО ДПМН ќе излезе со една обединета листа. Значи, имате листа на СДСМ, имате листа на Максим Димитриевски, имате листа на ДУИ, имате листа на Изет Меджити, имате листа на Арбен Таравари, имате листа на Зијадин Села. И на левица. Да, тие се неформално, но дел од власта е 7. Значи, на едната страна имате 7 листи, на другата страна имате една листа. Понатака, изборите ќе беа разделени. Башка председателски, башка парламентарни. Еве ги споени се на 8 мај. Понатака, ВМРО ДПМН немало да добие министри и дополнителни заменици министри во техничката влада. Еве ги здрави живи седат во влада. Понатака, ќе се обединеле сите албански политички партии и ќе подпишеле декларација дека нема коалицираат со ВМРО ДПМН ако не го смени уставот. Нема таква декларација. И да не продолжувам, значи повторувам, ако земете еден бел лист хартија, го поделите пропаганда и реалност, ќе видите дека ништо од пропагандата на СДСМ и на ДУИ не успеа, што за нас како политичка партија е одлична, затоа што го руши комплетно нивниот кредибилитет и покажува дека се што зборуваат во јавност лажат. За нивното членство знам дека е крајно демотивирачко, затоа што веќе нема што приказни да раскажуваат помеѓу нивното членство и тактиката на ВМРО ДПМН успеа да ги донесе во ќош да тие имаат 6 листи, а ние една, да тие немаат председателски кандидат и да никој не сака да се нафати таму. Тоа за ми беше председателски следното кандидат, прашање. А ние да имаме убедлива победа на председателските Вие сте избори. автор на терминот лапача за председателот Пендаровски. Па, тоа е вистина. Мислите дека тој ќе прифати да биде кандидат за председател, затоа што Па јас мислам дека треба да прифати, затоа што е нормално кога сте на изборна функција и имате можност за втор мандат, да излезете пред јавноста и да ја прашате јавноста што мисли за ваша работа, дали заслужувате или не заслужувате втор мандат. Нема светски пример каде што врвен политичар не одел на реизбор без разлика што знаел дека ќе изгуби. Така што треба Стево да оди на реизбор за да види што народот мисли за него, да си биде поразен и да се заврши политички. Сивица го делите ставот за Стево дека треба да оди. Па ја мислам и ќе оди. Не е прашање ние дали мислиме Да. или дали имам ја информации. Много морално е да оди. имам. Точно. Прашањето е на морал. Значи нема ситуација каде што некој кој што е на функција не оди на втор мандат. Но морам уште неколку работи тука да кажам. Некако не сум го слушнал во последно време да каже кај ги донира парите од платата. Затоа што во едно време кога мислеше дека ќе оди, односно дека ќе добие втор мандат, се утепа од терење пропаганда, па кога се коригираја платите на избраните и именувани лица, после одлуката на Уставниот суд, Стево беше нели најпаметен, сите ние други бевме глупави, па или тој беше најскромен, ние сите други бевме алчни, ако да бидам ироничен, па излезе во јавност и рече дека разликата во плата него не му требала и ја донирал на сите оние на кои што им е потребно. Па до денес не сме видели еден извештај да даде кај одат тие донации, а донација се знае како оди од трансакцијска на трансакцијска сметка. Дај да видиме колкава му е разликата во платата и да ја извади сопствената трансакцијска сметка на јавност и да покаже секој месец кај ги префрла средствата. Ама затоа што лаже и затоа што тера краткотрајна пропаганда, тоа не може да го направи, ама еве времево доаѓа за прашања. Како и второто прашање се поставува, дали ќе остане на она што го зборуваше во кампањата
за изборите 2019 година дека него државна пензија не му треба и дека нема да ги користи привилегиите кои што ги следуваат поранешните председатели на Вие ќе Македонија. проширувате коалицијата? Ќе прошуваме само до Да. говорам овдека, но очигледно гледам дека молчи и на оваа тема и е добар кандидат да биде најдолговечен корисник на привилегиите на пензија за председател, канцеларија, кабинет и така натака, кои што се во една солидна годишна сума, затоа што е релативно млад, му посакувам добро здравје и затоа што очигледно добро, долго и добро ќе ги користи овие привилегии. Така што еве две прашања за Можеш Штево Пендаровски, на кој што знам му се крева коса кој ќе чуе за мене или за луѓе Нас блиски не е до редовен мене. слушател. Поздрав до председателот Пендаровски. Така што еве Фере да одговори на овие две прашања, кај ги донирал парите од разликата од платата, но јавно тоа да го направи со документи, не со приказки раскажување и зошто веќе не зборува за тоа дека нема и користи председателските привилегии по завршување на мандатот. Не, само еден детаљ околу ова. Една од ролите која што традиционално имаат председателите на Македонија е да се обидува да гради консензус. Во овие 5 години го видовте ли Пендаровски барем една таа улога? Вие ке знаете како Некој подпредседател беше на влада. францускиот предлог, он се обидуваше опозицијата да ја убеди да застане. Тоа за не е некоја градење форма консензус, на градење консензус е претходно пред да се Не, јасно е дека Стево во улога на аналитичар си ја заврши улогата која што му беше доделена, тоа да е максимално тивок во овие 5 години, но јас повторно се враќам на претходната тема, мене ми е многу битна, тоа е дволичноста. Значи ние мора да завршиме во јавниот настап и во политиката еднаш за секогаш со дволичноста. Не може од една страна да му давате на Борче Марковски 46 милиони евра тендер, од друга страна да велите ќе ги донирам парите од разликата во платата. Еве кај е Стево Пендаровски збор да каже за тендерот на Борче Марковски. Што ќе каже, нема ингеренции? Имаме Како еден нема зајадлив ингеренции? коментар на темава, сега Ајде. морам да ви го поставам, затоа што фрливте ракавица, вели, баш пред да го каже тоа, пишува еден наш слушател, вели, ама не може обезбедувањето на вашиот лидер да се тепа, да тепа полицајци, а вие да се борите, нели, против Добро, криминалот. пред да влеземе таму, Ќе одговорам за таа тема. Може за и која ќе сме се на тоа вратам- председателот. Едно прашање се пред Не, дај ова да го завршиме, Значи, пак се вратиме. вака, за таа тема прво, ние реагиравме експресно, најбрзо можно. Лицето е отстрането од Ама како така обезбедувањето лице на... воопшто завршило кај вас прашањето? Па, видете се, живи луѓе се, сите може да направат грешка, но факт е дека тоа лице е отстрането од обезбедувањето на председателот. И факт е дека тоа е нешто што претходно никој не го правил. Не се сеќавам Зоран Заев дека неговиот го отстрани од обезбедување кога тепаше деца по дискотеки по Струмица. Не се сеќавам дека на овиот Никоп влакно им фали на косата за сите глупости кои што ги направија. Не се сеќавам дека на овие кај Оливер Спасовски исто така било што им се случи. Ова е веројатно прв случај кај што има ваква реакција и затоа имаме морален кредибилитет да зборуваме ова што зборуваме. Но повторно за вашите колеги новинари некако вчера и завчера ова беше тема број 1 и во ред има голем медиумски интерес, но на крајот на ден се работи за една лична нетрпеливост која што не се случила нити на работно место, нити во работно време, ама 46 милиони евра тендер за Борче Марковски со кој што може да се изградат пола средни училишта во Македонија не е тема. Ивица, извини што те прекинав, Па но не, некако сега, влеговме услед со ова. Не, влеговме во... Да. Добро. На Минхенската конференција во саботата, значи пред само 3 дена, Пендаровски имаше настап кој што интересна работа неговиот кабинет го извади делот каде што тој беше најостар и каде што ги пренесе пораките за кои што отишол таму. Се обрати кон опозицијата. Спомна дека актуалната опозиција може да преземе власта последните избори, но вели дека наративот на опозицијата е исклучиво популистички и дека ако тврдите дека можете да го препреговарате планот, вие ги лажете вашите луѓе. Ова го кажа, значи, Човек го чујава на популизам цело време. да, и значи во Минхенската конференција не сум видел ваков настап искрено на било кој должностник од Македонија да ја напаѓа опозицијата од Минхен, каде што најчесто излегуваме нели, со изградена државна позиција. Сега таму беше малку и гужва, нели? Па ме интересира, може да му одговориме на Па, Пендаровски? видите, прво не морал да троши еден куп државни пари, нели овој Скромниов и
Чесниов можел за истово да свика пресконференција овде во Скопје да го каже, не морал да макне цел кабинет таму до Мирхен за таму да ја кажува оваа работа. Верувате дека вие може да преговарате? Второ, тоа сакам да кажам, ова е веќе ми е, да ви кажам, и мачно да по 100 пат одговарам. Ние јасно сме кажале дека не планираме да преговараме, туку бараме јасни и цврсти гаранции од Бугарија по однос на сите прашања кои што го задираат македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик. Бараме да ги спроведе пресудите до Европскиот суд за човекови права во Страсбург, со кој што ќе се признае постоење на македонско малцинство во Бугарија, кое што би имало право на здружување, право на настава на мајчин јазик, право на политичко организирање и сите оние човекови права кои што го следуваат еден човек. Така што, еве, ракавицата е фрлена, прашањето е што Стево Пендаровски или Димитар Ковачевски или Зоран Заев направија во годиниве наназад да ја натерат Бугарија не 14, еве една пресуда од Европскиот суд за човекови права да спроведе. Се лупаат во гради за европски вредности, ама некако ништо не успеа да ја убедат Бугарија да реализира тие европски вредности, ама затоа една од овие 4 стратешки инвестиции која што ја споменавме, конкретно на во Пехчево, е на лица блиски на председателот на владачката партија во моментов и доскорешен премиер Кирил Петков. Значи, за крадење знаат да се сојузат, за правење бизниси знаат да се сојузат, ама за да ја убедат Бугарија да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права, не знаат. Еве, нека одговорат од власта дали тие кои што планираат да инвестираат со државни пари за приватни джебови во соларна централа во Пехчево се лица блиски на Кирил Петков, дали едниот бил или не бил пратеник, дали вториот бил или не бил европратеник и дали сите лица кои што имаат таму капитал го представуваат Кирил Петков. Предпоузато уште едно прашање. Секако со соодветен процент за сега сам. Предпоузато уште едно прашање, еден наш слушател вели, Дејан вели: А Љупчо, молам, прашајте го гостинот кој вели дека ќе има кривична одговорност за сите овие кои се потпишале таму, зошто по преземањето на локалната самоуправа од страна на ВМРО во општините нели кои ги презема, се уште нема кривична одговорност за претходните градоначалници? Затоа што ако се сеќаваме добро, додека беа во опозиција, постојано посочуваа на криминал во сите општини. Точно. Затоа што кривични пријави не поднесуваат градоначалниците, го поднесуваат обвинители. Обвинителите се под целосна контрола на власта. Видовте дека обвинени поднесуваат тие. Точно. Видовте дека железни опенци облекоја да изберат нов обвинител на заминување. Но она што можам да го ветаме дека апсолутно одговорност има за сите кои што сториле криминал од претходните локални раководства после промената на власт, откако ќе се промени обвинителот и ќе се ослобода судството и обвинителството. Затоа што, повторувам, обвиненија понесуваат обвинителите, судски одлуки носат судиите, а не градоначалниците. Одиме со кратка пауза за рекламни пораки, почитувани слушатели, во кои ќе се вратиме во вториот дел од емисијата за теми кои се мене секогаш ми се поинтересни, а тоа е дневната политика, може би ќе да знаеме кои ќе бидат носители на листи на ВМРО ДПМН, кандидат за председател, али по се изгледа ќе не откачат на одговорите, кои што сега сите откачуваат. Иако све им е јасно на сите, до сега чекај, уште не откриваат. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Николовски не убедуваа дека нема никаква законска можност да важат актуелниве пасоши, ама сега видовме дека можело. Имаме една трагедија сега. Македонски пасош на кој пишува Република Македонија важи во Германија, Швајцарија, важи во Швајцарија, важи Бугарија. во Бугарија, важи во Србија, не важи во Македонија. Ова е едно чудо, знаете, наш пасош може да важи во сите овие земји, да излезете, да влезете таму и така натаму, но во Македонија не може. Па добро, нели, кај нас Оливер Пасовски, Бујар Османи, Али Ахмети, Таче Ковачевски, Димитар и останати седнали по големи католици од папата во реализацијата на така наречените меѓународни обврски. Сметам дека ова е двојно понижување за македонскиот народ. Прво, македонскиот народ беше понижен во јуни 2018 година, кога беше променето името на државата
За жал со векови ќе останеме единствен светски пример на цивилизиран народ и држава кој што самостојно промениле име на државата под притисок на соседот. Таков пример нити имало, нити ќе има во било која цивилизирана држава. Така што тоа беше еден врв на понижување, кога се промени името на Македонија. Второто понижување е што после 5 години граѓаните треба да молат, да чекаат во редови, да чекаат на студ, на дожд, на снег, за да имаат документи со новото понижувачко име, со цел да не бидат затворени во кафес и да можат да ги реализираат своите основни човекови права, тоа е правото на движење, например. Додека фаќаат врски луѓе во сега да извадат пасоши, горди се што сме во НАТО барем. Така што ова е двојно понижување на македонскиот народ и ова е заедно со криминалот и со тендериве во Рек Битола, ова е еден јасен модел на тоа какви безарбетници за жал ја водат Македонија, какви кримоси и анационални типови ја водат Македонија. Ова околу пасошите е најдобриот символ за таа работа. Иначе јас граѓаните ги разбирам, имаат луѓето потреби, треба патуваат, да се движат и така натака. Тоа се основни човекови права и тука имам целосно разбирање. Она што го зборувам е дека вакво понижување мислам дека модерната светска историја не познава. Ви забележуваат што вашиот технички министер, нели, за внатрешни работи така ревносно се борел за побрзо да добиваат луѓето пасоши со Северна Македонија. Како Оливер Спасовски во кафес затворени да не можат да мрднат од државата. Во моментот, нели, кога стана технички министер, најголем дел од граѓаните во Македонија се уште нема добиено пасоши. Ја знаете драмата што се случуваше со возачките дозволи, можеше да се случи да практично никој од нас не сме да управува со моторно возило, затоа што нели возачките требаше да бидат со новото понижувачко име. Па бар тоа успеавме да го решиме во собрание, некако се створи консензус да се одложи примената до нова година. Така што работа на одговорен човек е она што го прави сегашниот технички министер за внатрешни работи. Работа на неодговорен човек е тоа што го правеше Оливер Спасовски. Ивица може се борел против Северна Оливер, не знам. Не. Затоа не. Јас мислам дека ова е, сме го збориле во студио, резултат на крајна неодговорност кон граѓанинот. Точно. Ништо повеќе. Имаше теории на заговор, дека наводно чекале, намерно темпирале. Се работи за такви неспособни криминалци кои што освен кои се разбудат са вајле што мислат како да направат криминал и како поручек да седнат во кафана и во наводници ја тераат светски политики, за ништо друго не ги бива. Дали за избори на ВМРО поголем противник ќе им биде СДСМ, кои според нашиот слушател Горан се многу слаби, или можеби главниот таргет, главниот противник ќе им биде левица и албанските политички партии кои вака се обединуваат? Главниот политички противник на ВМРО-ДПМН е неспособната власт на СДСМ и ДУИ. Значи, двете политички структури се наш главен политички противник и така ќе биде и на овие избори, така ќе ја дизајнираме кампањата. Верувате дека вие може да најдете постизборен партнер кај албанските политички партии, затоа што ја направивте листата со тие митови, знаете? Мислам дека прашањето е обратно, а тоа е дали албанските политички партии ќе најдат партнер во ВМРО-ДПМН. Зошто? Дали албанските политички партии ќе бидат спремни да ја прифатат програмата на ВМРО-ДПМН, затоа што ние влада ќе направиме. Прашање кој ќе влезе во таа влада, а тоа најмалку зависи од ВМРО-ДПМН, зависи од тоа дали другите политички партии ќе бидат спремни да ги прифатат основните принципи на програмата на ВМРО-ДПМН, со кои што ние нема правиме компромиси, а имајќи предвид дека очекувам да освоиме апсолутно мнозинство за формирање на влада, нема да имаме проблем, така што мислам дека за прв пат во модерната македонска демократска историја треба обратно да го поставиме прашањето, а тоа не е да победникот моли било кого за формирање на влада, туку останатите политички партии да пробаат да се прилагодат на победникот, така што јас себе обратно го поставувам прашањето. Затоа што во таа листа што ја направивте на реалност и пропаганда, сега последно, најново е дека да, ВМРО ќе победи, но
нема да можат нели да најдат партнер за да стигнат до тие 61 пратеник. Од друга страна сега па реални да бидеме, кога ќе ја видиме албанскава опозиција во Македонија, тие 4 партии сите биле во просек по 3 пати во коалиција со СДСМ и излегле од 2017 па наваму. Значи 4 партии по 3, вие имате вака од прилика 4 по 3 колку е? 12 пати биле со СДСМ и се вратиле назад. Гледаш 4 по 3 не знам колку е. Јас повторно се враќам на ова. Ние ќе имаме своја програма, ќе имаме своји принципи, со кои што очекувам да добиеме мнозинство од гласовите на овие избори, мнозинство пратеници. Кој сака во коалиција со ВМРО-ДПМН треба да ја прифати програмата на ВМРО-ДПМН и основните принципи на ВМРО-ДПМН. Немаме намера никого да молиме и со никого да преговараме. Ќе почнеме со провокации. Ајде. Ќе биде ли Александар Николовски носител на листа на претходните избори? Ќе бидам, само се уште не се имаме договорено во партијата на која изборна единица. Знаете дека на минатите избори бе во 4-та изборна единица, се студиривме со Зоран Заев. Не го исклучувам и тоа како можност, но се уште финалните одлуки ги немаме донесено партијата, зависат и од тоа како ќе го направиме распоредот. Наша цел е да освоиме максимум пратеници во секоја изборна единица со цел да стигнеме до 61 пратеник и да не треба, како што кажав пред некоја минута, молиме било кого за било што при формирање на влада. Значи Христијан Мицковски во единицата, вие во едно од останатите 5. Да. Пиши како беше. Ја можам да сега да се кладам кој ќе биде сегде веќе од прилика знам, но не е одговорно од наша страна во овој момент. Николовски за председателски кандидат имате конкурс, ви се пријавили некој, како изгледа тоа? Треба да има програма, биографија и интерес да апликација да се поднесе. Точно, трае, завршува овие денови, мисламе како ме викнете следна недела. Утре завршува. Можеме да пак продискутираме пред конвенцијата која што ќе е на 2 март и да имаме и по-конкретни работи. На конвенција на 2 март во Скопје ќе го бирате председателскиот кандидат. 2019 беше во Струга, сега во Скопје, на сега ги бираме. Да се нашалам малце. Да, ќе има веројатно вие ќе имате нели свој кандидат. Мислите ли дека нели во првиот круг резултатот кој ќе го извадите ќе ви гарантира сигурна победа потоа на изборите? Убеден сум. Верувате дека можете дупло да го победите на СДСМ кандидатот? Особено ако е Стево Пендаровски без проблем. Да го охрабрам да се кандидира за да види како стои кај народот, така што ако е Стево Пендаровски сигурен сум дека ќе е повеќе од 2:1. Ако е Стево Пендаровски, ако е не знам, Ивица, кој беа други вешо ги спекулира? Па други нема, не им се нафаќа никој таму. За Радмила зборуваме таа се откажа. Ако се 2009-та најдоа председателски кандидат на лицитација, сега ни на лицитација не можат да најдат. До каде стигне бројката тогаш? Па тоаш јас колку што сеќавам, на тоа време автомобилите беа поголем луксус, нели не смееше да се увезуваат користени автомобили како сега. Влезе во игра едно супер модерно во тоа време Ауди, еден стан и така натака. Така што машала. Така беше една добра комбинација за прифаќање на пораз. Значи враќање во иднината ја испаѓа. Да, ама сега веројатно ни за тоа не можат да Еве, евентуално Борче Марковски ако кандидат после тендеров во регбитол. Па добро се, таа пара за 40 милиона. Као белоруски конзул веројатно ќе одговара на профилот на политикава која што ја водат СДСМ и ДУИ. Имаме прашања од слушатели, мора да ги испочитуваме. На Facebook почитувани слушатели, доколку е достоинствено вашето прашање ќе го поставиме. Еден слушател прашува што ќе направи ВМРО-ДПМН за да го врати името назад. Имаме луѓе кои нели веруваат и сакаат да се врати името назад и што ќе направи ВМРО-ДПМН нели за Македонија да остане држава на македонците и да постои македонски народ, македонска историја, македонска нација веројатно. И јас верувам и сакам да се врати името Република Македонија без рамната додавка. Така што тука имам иста желба со слушателот. Реалноста е дека мора да изградиме силна држава која што ќе може да се бори, имајќи предвид дека толку е голема оваа штета која што е нанесена.
се работи за меѓународно депониран договор во Обединетите нации, што ќе ни треба многу енергија, многу посветеност. Ни треба големи економски ресурси, за да можеме да ги поместуваме овие работи напред. Но пред се мислам дека ќе ни треба стабилна држава ослободена од корупција. Така што кога ќе почнеме овие работи да ги постигнуваме, секако дека ќе се подобруваат и меѓународните позиции на Македонија. Однос на второто прашање, мислам дека резултатите ќе дојдат многу брзо. Ова што сега и се случува на Македонија со владењето на ДУИ е неприродна состојба. Состојба која што не одговара на реалноста. Состојба во која што македонскиот народ е понижен, е прегазен и за тоа не треба нити, како што кажав, меѓународно лобирање, не треба нити сериозни економски ресурси, не треба нити меѓународно позиционирање, треба едно нормално владење и за тоа првите резултати ќе се видат многу брзо во првите 6 до 9 месеци, ја не го кажувам во прв пат. Од власта ова знаат да го исмеваат и да го спинуваат, но јас сум убеден дека Македонија може да се нормализира и првите резултати ќе се видат за само 6 до 9 месеци. Ке се определи македонската европска Првиот резултат интеграција. може за недела дена да се чуе ако на телевизија секој ден не го слушаме Република Северна Македонија. Тоа се слагам, зборувам за ова второто во однос на нормализација на односите на враќање на достоинството на македонецот како што беше поставено прашање. Затоа што во Македонија де факто македонците веќе се чувствуваат како граѓани од втор ред. Ама и Може би и нема- рационално тоа, но чувството кое провејува е тоа. Не е прашањето дали се чувствуваат, прашањето е дали е тоа така, вие може немате чувствува да се далеку од реалноста. Овде е реалноста дека македонците се граѓани од втор ред во момент. Николовски, дали ке се опре македонската европска интеграција со МРДПМН? Како што тврди Па власт? македонската европска интеграција е одамна сопрена, само што веројатно никој никому тоа не ќе да го признае. Така што може би прашањето обратно треба да се постави дали има шанса македонската евроинтеграција да почне или да продолжи од таму од кај што сопрела пред 6-7 години. Мислам дека има, иначе ние да не Како сопрела, ние сме веќе почнавме преговори со Да, само што никој не ги гледа. Да. Еве, после изборите, нормално е, ќе има реформи во сите политички партии, дури и тие што ќе победат, дури и тие што ќе бидат поразени и така натаму. Еве хипотетички. Ако ВМРО ДПМН формира влада, постои ли можност Социјалдемократскиот сојуз да ви даде стратегиска длабочина, па и поддршка во делот на овие стратегиски проекти околу националните прашања за кои што дискутирате? Па би било Дали е убаво тоа. можно таква Ма немој сцена? да ве било- научат да крадете. Би- Значи, тоа- мене тоа ми е Не, тоа проблем. никако. Би било убаво и би било добро. Треба Дали- да прашаш во случаи што вие што знаеа да крадат. Добро. Дали ќе имаат капацитет за таа работа и волја, не можам да одговорам во нивно име, иначе мислам дека е добро да за одредени прашања се изради силен национален консензус од кој што не би имало отстапување. Дали е тоа самобитноста на македонскиот народ, својата македонска култура, историја, самобитноста на македонскиот јазик, домашното и меѓународно позиционирање на македонците и на Македонија, тоа се прашање околу кој што е добро да имаме заеднички политики, да ги делиме тие политики, да не се јадеме меѓу себе и да се поддржуваме. Ние сакаме, дали сега само сака ќе видиме. Дали профилот на председателот кој што го бара ВМРО ДПМН одговара на оваа слика која што ја цртате пред малку? Па мислам да. Сега ќе видиме како ќе оди следниот период, дали ќе е председател или председателка, но мислам дека да. Добро. Добро. Веќе е јавна тајна, нели, дека најголеми шанси за ваш кандидат да биде има професорката Гордана Силјановска Давкова, која беше кандидат на ВМРО ДПМН на претходните парламентарни избори. Не очекувам од вас да ни го потврдите, затоа што треба да имате конгрес за таа работа. Да, треба значи конвенцијата да одлучи, но морам да кажам дека јас имам исклучително високо мислење. Тоа е моја професорка од студентските денови. Нема да кажам ништо ново ако кажам дека 2019 година јас бев еден од луѓето кои што ја убедуваа да се кандидира и ја поддржа нејзината кандидатура. И мислам дека во тој момент беше исклучително добра и исправна. Да подсетам дека ВМРО ДПМН тоаш беше под жесток напад како политичка партија со 3000 луѓе под прогон, по судови и по обвинителства, политички прогон, невиден во македонската историја. Во такви услови професорката Силјановска имаше
одличен резултат и да не го платеа за дебели пари оној рейсот со златен Ролекс кој што излезе и ги повика сите верници од исламска вероисповест да гласат за Стево Пендаровски, Силјановска уште тоа ќе станеше Но председател. Николовски Така што во тоа време, во тие услови, имаше апсолутно добар резултат, кој што го најави почетокот на крајот на Зоран Заев. Само да потсетам дека изборите председателски беа во април 2019 година. Веќе во октомври 2019 година Зоран Заев се поднесе оставка. Тоа што после му се посрети и фати корона кризата, па се одложија изборите, е друго прашање. Но Николовски, знаете, во прилично тешко време за вас, кога нели бевте исто така во опозиција, прифати да биде кандидат на ВМРО-ДПМН и Даниела Арсовска, која исто као Силјановска не доаѓа од вашата партија. Не е баш така, туку Даниела Арсовска молеше да ВМРО-ДПМН ја подржи незината кандидатура. Тоа е една сериозна Не се разлика. плашите дека исто сценарио ќе имате, затоа што сепак станува збор за професорката не е од дел од ВМРО-ДПМН. Па е дел од ВМРО-ДПМН, професорката беше носител на првата изборна единица на парламентарните избори 2020 година, е пратеник од ВМРО-ДПМН. Во првието ќе видиме сега дали таа ќе кандидат или не, но апсолутно е дел од ВМРО-ДПМН. Не може да се направи и јас паралела имам- според вас. Не, прво као профил на личности не споредливи се. Мислам дека е дури недостоинствено да Силјановска ја споредуваме со оваа друга личност. Оваа друга личност е залутана во политика, изгубена во простор и во време. Кандидирана од обкружена со маргиналци на македонската политичка и бизнес сцена, алчна, само бендисана и затоа изгледа како што изгледа. Добро. Јас знаете дека никогаш не бирам зборови и го кажувам тоа што мислам. Затоа сте автентичен, нели долго време обстојувате Добро. на Но политичката добро, сцена. како сега и тоа да се го прашуваме веројатно и како пратеник. Ја следевте професорката Силјановска. Апсолутно, ние сме колеги во собранието, Еве. сме заедно во пратеничките клупи, така што имам многу високо мислење, да не изгледа дека само ја фалам, но навистина се работи за една прекрасна личност. Еве, имаме официјална потврда и ова утро се потврдува тоа што вчера го кажа Арта Груби, дека Демократската унија за интеграција дефинитивно ја напушта СДСМ кога станува збор за председателската трка, така што ќе имаме Што интересни видите, тоа јасно беше, само јас не знам како успеа да бидат толку наивни од СДСМ, да дуи ги влечат од нос до гласањето на Талат Џафери за премиер, за после тоа да им кажат чао. Значи, се уште не можам да поверувам на таа наивност, од причина што да не гласаше СДСМ, Талат Џафери никогаш немаше да стане премиер. Доброволно председателот на СДСМ Димитар Ковачевски абдицираше од премиерското столче за Талат да стане премиер, за утре дента веќе да ги поздрават. Ваква покрај криминал и неспособност, ваква наивност на македонска политичка сцена, мислам антологиска ќе видите, се раскажува со децении на напред. Дали доколку Дуи се реформира, односно ги тргне оние најкорумпирани кадри, Да, оние... те прекинам, нема да ја дуи во влада. Значи, и Значи, тоа да го мојот- направи, да го тргнат Арта Груби, Бујар Османи. Мојот став е директен, без ракавици, ајде е нека е личен став, јас сум дека Дуи не треба да е дел од следната. А Николовски, како ќе безбедите беден тогаш? Ја обезбеди. Се пишат Добро. гласи сега некој од... Не може Това така, му али се- добро. Да. Значи, дефинитивно и реформа да имаат, и земја македонска да ја мојот- пеат. Мојот личен став е дека следната влада на ВМРО-ДПМН треба да е без партнер кој што се вика Дуи. Ви благодариме многу за вашето гостување. Ако имате Благодарам. уште нешто да им поратите на слушателите. Да ги поздравиме, благодарам на поканата, навистина е секоја задоволство кога ќе дојдам кај вас. И да ве поздравам. држиме за збор за уште еден настап во кратко време пред Да, конвенцијата. може Тешко следна е ние недела пред секој конвенција. сабајле гостин да најдеме вака Со- кој ќе со се задоволство. резервираме. Почитувани слушатели, да ви се извинам на сите кои поставивте прашања во пораке, не успеавме да ги поставиме. Сепак емисијава има траење, трае еден час, се обидовме максимум тоа што е добро да прашаме.
Еве, има тука 15 прашања за Апасиев, ама не е битен толку да го дискутираме, доволно време му посветуваме кога сме сами. Останете со нашата фреквенција, се гледаме утре со уште една интересна емисија во серијалот од оваа недела и се спремаме полека да ни победи и Дестинкава и да водиме да избори.